Станува збор за земјиштето од градска четврт Голем Ринг, Јужен дел, Исток, бројна парцела 84, која што е од детален урбанистички план кој што бил донесен на 5.4.2012 година од тогашниот совет и за истиот детален урбанистички план по само 18 дена, што прво тоа ни е многу чудно и сумнито, бидејќи ние почнавме да носиме детални урбанистички планови. Од кога ќе донесете детален урбанистички план, најмалку 15 до 30 дена ви треба да се усогласите со катастар, да се направи картирање, односно преклопување. Стариот план се менува со новиот, за да и во катастар го има. Овде имате за само од 5.4.2012 донесен план, веќе на 23 да имате објава за продажба на земјиште, и тоа нас ни укажува дека претходно некои работи биле договорени, бидејќи треба навистина припрема од кој ќе се учита планот, картира, преклопи, во рок па да се земе извод, па потоа да се припреми целиот јавен повик. Значи за 18 дена имате донесување на план, картирање и спроведување на јавен повик. Кај нас процедурата отприлика од 15 до 30 дена, а најчесто завршува 30 дена, бидејќи навистина имаат обврски. И го имаме изводот од 12.4. Значи планот бил донесен 5.4, за 7 дена веќе општината издала извод, по кој што е почетна постапка за да може да се спроведе јавниот повик. Ќе одам по редоследот, нормално после ако има некои работи ќе ме прашат. Станува збор во самиот детален урбанистички план е уцртана со намена Е2. Е2 станува согласно службен весник на Република Македонија. Станува збор за, меѓу другото, аеродроми, гранични премини, комунални инфраструктури, градби, противпожарен дом, бензински пумпни станици и овде гаражни куќи или катни гаражи. Во службен весник, кој што е од 21. март 2012, односно 30. јануари 2012, па потоа 21. март 2012, но нема измени во оваа категорија. Во нас, ние гледаме цена од 5.600 денара за Е2 намена, а бидејќи тука станува збор за 70% Е2 намена и 30% деловни просторни компатибилни, во Б намена цената изнесува 6.000 денара, а во Е2 5.600. Кога ќе се направи 30% и 70%, се доаѓа со некоја цена над 5.500-5.600 денара, ако не се лажам. Ќе имаме една презентација, едно видео, после ќе опуштиме. И таа, според нас, требала да биде почетна цена. На јавниот повик, кој што бил распишан на 23. април 2012 година, исто се воведени условите кои што и како треба да биде, е започната со цена од 1.850 денара. Ова можете и после да го снимите уговор, каде што е запишано, повторно е подвлечено тука, Е2, комунална инфраструктура, катна гаража, се пресметува во износ 70% и со 30% убаво е наведено. Значи, Е2, ние го зијаме дека е 5.600 денара. Затоа не е јасно како Министерството за транспорт и врски успеало да ја почне почетната цена од 1.850 денара. И тоа беше нашата реакција, почетната цена, не таа што е постигната. Постигната, да, цена од 6.100 денара, но можеби со цена од 5.600 денара, ако се започнало, ќе се постигнало многу повисока. И тоа дава основен сомнеж дека ако била постигната повисока цена, ќе била во касата на државата, ќе се слеале многу повеќе пари. Бидејќи го имаме превземено земјиштето од оваа година, знаете дека долго време и претходно додека ВМРО ДПМН беше на власт, не ни го даваа земјиштето и мислам дека бевме една од ретките општини, сега успеавме да го превземеме, ги преземавме и овие предмети, бидејќи претходно немавме увид ништо во нив, освен некои документи кои што не ни вршеа работа, но сега од кога ги превземавме, како што најав и на пресконференцијата пред 2 дена, веќе ги почнавме сите оние мани, недостатоци да ги наоѓаме, по кои што сметаме дека треба одредени институции да постапуваат. Ние покренавме одредени постапки, иако претходно
од група граѓани, од луѓе кои што живеат таму, имаше поднесено кривични пријави до самото обвинителство и во тоа време, односно пред да бидам јас градоначалник, обвинителството веќе почнало со одредени действија. Јас се имам конкретни документи каде што до градоначалникот на општина Центар, тогаш Андреј Женовски, била доставена покана во врска со поднесена кривична пријава против Милијана Киевски, Владимир Тодороvić, Димитар Димовски и Насер Ајдари за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување и ги повикуваат на 29.12.2015 во 14:30 часот да се јават во просториите. Во својство на сведок треба да дојде. Нормално, во тоа време, градоначалникот испраќа представник кој што со полномоштво оди во јавното обвинителство и ги по обавениот разговор добива налог за да прибави одредени списи. До основното јавно обвинителство Скопје доставен е предмет број 130/15 и има приемен печат од 3 февруари 2016 од основното јавно обвинителство. 3.2 бил припремен предмет, 3 февруари веќе биле доставени и станува збор за доставка, значи, на, овде како што можам да видам, 72 списи. Значи, од барање за издавање на одобрение, барање согласно за режим, решение за утврдување, барање од водовод, целата таа постапка, односно целосната документација. Потоа имаме уште на 5 февруари дополнителна достава на записник на решение од 13.9.2013 врска со предметот. Значи, општината постапила по тогашните барања. Што и како е превземено по нашите достави, немаме одговор, ниту сме запознаени, ниту имаме некаква реакција. Нешто што заборив да го пропуштаме, дека по отварањето на предметот, од наша страна, еден од учесниците во јавното надавање има поднесено приговор, бидејќи во тој нели оди електронски, во моментот кога се случувало јавното надавање, случајно му снемало интернет. Дали е случајно или не можам да тврдам. И на тој приговор никогаш не се добило одговор, а нормално се смета за секој кој што ќе поднесе приговор или било каква реакција, требате да имате соодветен одговор за тоа, за да ги расчистите сите дилеми. Зошто не одговорило тогаш Министерството за транспорт и врски, не можеме ние да констатираме, затоа апелираме овој предмет да биде разработен и да се констатираат сите овие работи, дали се недостатоци или не се. Насни се основани индици за сомневања за сторени прекршоци, со тоа, доколку се докаже дека сме во право, како што напоменав на пресконференцијата пред 2 дена, самиот договор може да биде ништовен и самото одобрение да биде поништено, бидејќи ако немате договор, нормално одобрението паѓа во вода и со тоа земјиштето да се врати во владение, односно во собственост на државата, тоа е сега општината Центар. А потоа општината ќе си превземе дополнителни мерки. Од кога ги превземавме предметите и ние како општина, односно јас, заедно со службите и до Министерството за внатрешни работи, Биро за јавна безбедност, оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал, сектор за криминалистички истраги, единица за корупција, на 27.9.2019 сме изготвиле документ и истиот датум сме го доставиле, има и приемно бројче од Министерството за внатрешни работи, достава на документација, каде што сме ги навеле нашите сомневања. Потоа истото на 13.8.2019 сме го доставиле до јавното обвинителство. Значи, претходно имало кривична пријава, по наредба, односно на покана од самото обвинителство, дошол представник во општината, му биле побарани списи, се доставени списи. Немало одговор, сега јас лично, како градоначалник, доставувам предмет до основното јавно обвинителство и во предметната документација наведуваме што се е доставено. Потоа имаме на 19.8. дополна за барање на информации, значи и сите тие обврски кои што биле побарани, односно сме сметале дека треба да бидат, се доставени до јавното обвинителство.
сакам да потврдам бидејќи нели имаше одредени натписи, пишувања по портали, искрено не сакавме да ги кажеме на пресконференција каде ќе бидете присутни сите, и случувањата 2015-2016, но и 2019. Пак ја напоменам, ние во 2015, 16 декември, значи од овластен представник на општината, дале појаснување на предметот, бидејќи претходно имало поднесено кривична пријава, со полномоштво нормално од градоначалникот. Имало средба во обвинителството 28.1.2016 и доставени се списи до основното јавно обвинителство 3.2.2016, односно вкупно 72 одделни списи. Така да уште тогаш предметот било во јавно обвинителство, зошто, како е одлучено или не е одлучено, не знаеме. Во 2019, бидејќи од тогаш го стопанисуваме земјиштето и ги имаме предметите од Министерство за транспорт, имаме целосен увид, не само за овој и за други предмети, ама еве, овој е сега најактуелен. Ние на 27.9 сме доставиле списи до МВР, оддел за сузбивање на криминал, на 13.8 сме дали допис до основното јавно обвинителство да прашаме во која фаза е предмет. 15.8 сме направиле дополна на дописот и доставена дополнителна документација. На 31.10 сме доставиле пак да побараме информација во која фаза е предмет, бидејќи не сме имале никакви реакции од страна на обвинителството од претходно доставените списи. Така да можете и после да ги видите датите од наша страна како општина и во тоа време 2015-2016 било постапено, било одговорено се што треба и во 2019 сами сме покренале постапка за да до обвинителството за да можат да реагираат. Така да сите оние дилеми кои што беа во јавноста, мислам дека сега се расчистени. Ќе го замолам колегата, имам едно видео направено, чисто што е разликата од наша страна, односно сето ова што го зборев, го направивме како една презентација, чисто на граѓаните да им стане јасно. И сакам да напоменам дека ова се наши сомневања, кои што не можеме ние, бидејќи не сме ние ни истражен орган, ние сме само институција која што пријавува индиции за сторени прекршоци, и се ова може да се започне постапка, нормално ако обвинителството процени дека има елементи за тоа, може доколку се започне предистражна постапка, бидејќи веќе има најавено некои действија од страна на извршител, кој што го застапува господинот Никола од Никофон, за да не се случи несакана среќа, да штета, а да не се да останат работи недоистражени, недокажани, сметаме дека треба што побрзо да се постапи и нормално доколку има можност да се даде и времена мерка со која што доека не се истражи целиот случај и на крајот се заклучи што е вистината, дали е тоа што ние го зборуваме или некој друг, да на крајот се расчисти и расветли целиот случај. Ние како општина сме го затекнале тој случај со претходно продадено земјиште, претходно дадено одобрение и правосилност, но грешките ги наоѓаме од самиот старт, од јавниот повик за кој што сметаме дека од старт е погрешен. Тоа се нашите сомневања, стоиме на располагање на сите институции, како до сега, за било какви разговори, односно заедничко постапување, па потоа нека проценат дали сме во право или не. Па да земам, да се самозапалам, за да реагира некој. Па се искрено е,